Землю македонска, уважавам те. Землю македонска, поздравлявам те. Землю македонска, землю турско, росто Македонијо, уважавам те. Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во најновото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во копродукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добар ден. Добар ден. Јордан Петровски, забораваме да го представиме, тој е инаку главниот уредник на сајтот на Македонскиот информативен центар и на сајтот Котле. И е еден од главните модератори на форумот Котле. Да, титули. Добро, сега денеска главна тема ќе ни биде, како што веќе најавив во една од изменатите емисии, односно во последната емисија, соочување на Чедомир Дамјановски со Томислав Аџиевски во однос на овој предлог закон кој што очигледно е дека нема да се донесе, меѓутоа темата е лустрација, дали таа треба да се поништи. Нема да донесе во овој состав на парламентот веќе на работа, но што ќе случи понатака ако победи СДС ќе се донесе сигурно. Да, лустрацијата како што докторот по филозофски науки Филип Петровски има ставено во книгата, во изданието црните страници на УДБА, лустрацијата е недовршен процес. Да. Така да, дали сега ќе се поништува, дали ќе се продолжува да се прави, сепак лустрацијата е процес кој што се уште не е завршен. Пред да тргнеме не е ни почнат. Не е ни започнат, да. Тоа е проблемот во Македонија, што вистинска лустрација не е ни започнат. Да. И додека не започне и не се заврши вистинската лустрација, Македонија оди по овој пат, по пат на нестанок како држава. Да. Не случајно ги спомнав твоите титули како главен уредник на овие два вебсајти, бидејќи Комитетот за демократизација на Македонија во содружство со информативниот центар, Македонски информативен центар, конечно е после година дена најавување, ја објави Македонија, незините народности и нивната иднина, и таа можете да ја најдете на нашиот вебсайт macedonianinformationcentre.org. Можете да кликнете, значи еве тука Црна рака врз Европа, тоа е првата книга која што имавме преведено. Па има спомени од Крсто Лазаров Конјушки, и еве го тука на левата страна можете да кликнете на копчето и ви се отвара целата книга. Книгата е инаку првин издадена во 1906 година од англиски писател, социјалист Хенри Ноел Браилсфорд. Ги опишува состојбите во Македонија. Ние денеска само сакаме да ви кажеме дека книгата е објавена и како можете да дојдете до неа. Ќе правиме во идниве седмици, ќе правиме малку посериозна презентација на книгата, со што се надеваме дека ќе ве заинтересираме да кликнете на книгата и да ги прочитате околу 350 страници од книгата, мојот вовед од 5 страници и едно значи во прилог на книгата додадовме околу 15 или 20 статии од светски вестници кои што се од периодот од 903 до кај 915. Па така се надеваме дека ќе предонесеме до едно подобро разбирање на историјата на македонскиот народ, и тоа се надеваме дека луѓето ќе почнат да прават некои повржувања на точките. Зошто, која е релевантноста на оваа книга со дискусијата што ја водиме денес? Да. Се е врзано. Да може да почнеме со... Да почнеме, да. Значи, тука ќе се задржиме на две точки, бидејќи веќе имаме само во последнава серија од 9-10 епизоди, имаме преку 10 часа дискусија околу лустрацијата. Сега нема многу да се оди понатаму. Две работи само ќе дискутираме тука. Едната е
тврдење на човекот што гледаме на екранот, тоа е Тодор Пендаров, доаен на македонското Да, новинарство. дописникот, долгогодишен дописник од Словенија, известовачки сега. Значи човек кој не е случаен во сепак да бидете дописник, новинар толку години, често канет гости на сите дебати, ТВ дебати. Значи човек кој го креира јавното мислење. Да, и затоа гледачите не треба да се прелажат од неговиот изглед тука, изглед на клошар во оваа емисија, бидејќи човеков не е така, не е уличар, не е клошар, не знам што, туку е дел од системот. Да. Сега, пред ова изјава која што ние ќе дискутираме, тој дава една генеза на законот за лустрација, што нема ништо спорно тука. Она што е главно во ова што го говори е тврдењето негово дека како и сите други од оваа афела, дека лустрацијата била направена предоцна и сега еден од проблемите кои што ги гледа со лустрацијата, според Пендаровски, е фактот што биле лустрирани сами работници, оперативци во службата. Ако не се лустрираат тие кои треба да се лустрира. Сега тој како пример дека тоа е неисправен процес, ја дава Источна Германија, лустрацијата таму и дава извесен функционер кој што не бил лустриран, односно чија што лустрација била поништена од страна на некој суд. Па мислам дека го наведува директорот на Штази. Да, па е сега точно да го слушнеме, најсигурно е така. Да го слушнете и вие. Онда лустрираа луѓе кои работеле во службата за државна безбедност. И кога го спомнувам овој факт, ќе потсетам јавноста на примерот од Германија. По Сдружувањето на Источна и Западна Германија, тогашниот шеф на злогласната Штаси беше однесен на суд, генерал Волф. Судот го ослободи од било каква вина, бидејќи, како што беше објаснето во пресудата, тоа е јавно објавено, целиот меѓународен правен систем ја знае, вели човекот работел според уставот и законите на една меѓународно призната држава како што беше Источна Германија, односно ДДР. Толку кога станува збор за лустрирање на припадници на службата за државна безбедност. Значи, според ова испаѓа дека во Македонија не би може да се лустрираат Никој. Богоевски, Фрчковски, министрите, никој. Што е тука проблематично со што го проблематично е за мене има тука две работи како сериозни атаци кон вистината. На екранот е страницата на Википедија за Маркус Волф, господинот во прашање. Нека стои така, јас малку ќе дам неколку. Прво што ме испровоцира кога гледав емисијата и беше дека всушност Пендаров се обидува да е едно од најдобрите лустрации и најтемелните лустрации спроведени во посткомунистичките држави, а тоа е во Источна Германија, да покаже дека таа ето така, значи луѓето кои се највиновни за прогонот ги ослободувала, бидејќи работеле според устав и закони. Да, ние баш рековме дека неколку милиони се лустрирани во Германија. Околу милиони, не знам колку милиони, сега сум бројки, колку досиеа се прочестени, колку луѓе има една голема служба има работено на сето тоа за да ги одвои луѓето кои треба да се процесираат понатака во судски процес. Да. И втората работа е да докаже дека сите кои работеле во службите, кои биле нивното работење било согласено според устав и закон, не треба да одговараат. Тоа би рекол дека се коси со праксата воспоставена со Нирнбуршкиот процес. Сосема друго, уште нешто. Да. Не може прво
во овој случај не може да прави паралела со македонската, со Македонија, бидејќи законот правилникот по кој е работено после 91 година е неуставен. Тој го крши, е спротивен на уставот. Потоа примената на законите од СФРЈ до 90 се применува до 95 година. Се повторно неуставни. Тие се спротивни на уставниот закон, бидејќи уставниот закон дозволува само една година да се применуваат после носењето на новиот устав, една година може да се користат законите на бившата СФРЈ. Значи тоа се две работи кои, но главната работа, главната манипулација на Пендаров е во тоа што Маркус Волф не е директор на Штази, не е началник на Штази, не е шеф на Штази. Не, еве што вика неговата Википедија страница. Тој вели дека бил началник на главниот директорат за разузнавање, за странско разузнавање. Да. Значи, тој не е директор на домашната удба, Да. туку е на КОС, би рекле, на службата која што работи за која што работи шпионажа на туѓи држави. Да објаснам најубаво. Не против сопствениот. Да, објаснам најубаво. Тој има инсталирано негови шпиони во странство. Во канцеларијата во Западна Германија на канцеларот Шредер, сега нема да ме држи за име, но на еден од канцеларите има и тој поднесе оставка кога му го открија. И тој неговата одбрана, затоа е ослободен на суд, вели дека тој не може да биде осуден затоа што ги штител интересите на својата држава. И тука Чекај сега, дали воопшто зборуваме за лустрација тука или зборуваме за судење тоа е за шпионажа? Да, тоа е суден како шпионажа. И сега Значи не станува збор за негова лустрација. Нема врска со лустрација. Човекот нема, тој не работи во оделот за домашен прогон. Да. Човекот е во разузнавање. Шпион во класична смисла, Да. шпионира туѓа држава. Туѓа држава за интересите на Источна Германија. И тука ти не можеш таков човек да го судиш. Да. Неговата одбрана и затоа е ослободен, бидејќи во моментот кога тој дава изјава, кога во одбраната вели па ако не сум ја штител мојата држава, Да. тогаш треба да одговарам. И точно така е. Да. Бидејќи се спојуваат двете Германии, се прави една Германија. Да. Тој ги штител интересите на Источна Германија. И затоа е ослободен. Сега, она што е уште малку врзано за ова. Јас веднаш, кога ја видов емисијата, му се јавив, му пратив порака на господинот Пендаров. Да, ја прочитам. Прочитај, нема проблем. Сега, значи ти си го напишал вака на 19 јануари. Да. Сега дзирнав да се потврдам себе си за судењето на шефот на претходните пораки извинувац. Ќе почнеш. Има претходни пораки кои не сакав да ги ставам во врска со емисијата. Му дадов некои линкови од наши текстови за баш за ова случување околу законот за поништување на лустрацијата, да ги прочита, да види дека лустрацијата е оправдана и дека тоа не се монтирани случаи на тие се илустрирани, него има таму, во наши текстови има докази од нивните досиеја, дека биле соработници, оперативни позиции, така да тоа не сакам да го ставам, да не беше конкретно, бидејќи емисијата ја правиме конкретно само за ова, да издвои само оваа порака. Да, значи ти велиш вака. Сега дзинав да се потврдам себе си за судењето на шефот на надворешната разузнавачка агенција на Источна Германија, која е во склоп на Штази. Генералот Маркус Волф и тука правите сериозна грешка кога објаснувате зошто е суден и зошто е ослободен. Не можете неговите дела да ги споредите со Фрчковски и дружината. Тој немал никаква врска со работењето на Штази во прогонот на источно германци во самата Источна Германија. Не би сакал да ве демантирам јавно, но тоа би требало вие да го сторите.
да најдете начин и да си исправите погрешната информација која дадовте и со која внесувате голема забуна. Мислам дека мојата постапка беше максимално коректна. Да. Сакав Е, да имал 2 месеци скоро да Да. се демонтира. значи сериозна е манипулацијата со ваква една Да, па, значи изјава. тука станува збор за двослојна манипулација. Едно е што господинот Волф не бил одговорен за прогон внатре во Германија, Не. во Источна Германија. Не. Значи не е го работел она што го работел Богоевски или што го работел Чокревски или што го работеле Фрчковски, началниците Фрчковски, овој Аврамовски, Силјан, Верушевски, сите тие. Значи, сите овие што ги има со име и презиме напред во образец 9, кој што викаат во однос на тоа кој работел на досието, овој човек, Маркус Волф, не можел тука да се појави. Па еве во книгата Македонија списокот има, на- тоа е, сега, Маркус Волф е шеф на дипломатите. Тој е, значи, шеф на дворешната шпионажа. Тој не работел во ќе ги скенираме, ќе ги имате да Да. ги видите. Ова е од книгата тоа ќе дојде, значи, нивниот Штази, целата структурата на структурата Штази. на Штази. Сега. Така да Значи- имате пред очи документот да видите дека ова што ние го говориме е потполна вистина. Да, значи, тој не водел прогон на граѓани и жители Да. на Источна Германија. Значи, тоа е едната манипулација. Да. Втората манипулација е дека тој не е илустриран. Значи, тој е ослободен на судење, На судењето. не во илустрација. Не. Значи, во сосема друг процес. И тој процес бил многу интересен и многу следен, бидејќи човекот важил за многу јак, многу силен, многу способен разузнавач. И затоа секаде кај што наумил имал своји луѓе. Да, па, источните комунистичките режими се многу посилни во човечкиот кадар Да. и во сместувањето на нивни шпиони внатре во врхушките на властите на западните држави. Имаме големи оперативци во самите врхушки на западните власти. Сега ми бега името на еден од главните советници на Франклин Рузвелт. Значи, Да. Рузвелт станува председател на САД во 30-та година. 32-та. Имаме уште тогаш во неговите редови, во редовите на неговите врвни советници, имаме источни шпиони. Не мора да одиме многу далеко. Столтенберг, сегашниот прв човек на НАТО, има докази за него дека бил човек на КГБ. Сработувал со КГБ. Да, има неколку такви случаи Да. во Норвешка, во скандинавските земји каде што КГБ пласирале своји лица. Така да Значи, да го завршиме ова. Огромна е манипулацијата тука на Пандаровски. Да, и Огромна. затоа реагирав, мислејќи дека му е случајна грешка. Се случило, човек сепак читал некогаш за Волф и едноставно ги помешал работите. И затоа му напишав во првата порака која е 20 на минути пред ова, дека не се работи, ја знаев дека Волф не е човекот на Штази, ама не бев, му напишав дека прави грешка со и потоа малце се подсетив, побарав и го најдов тоа што е и веднаш му реагирав. Му ја пратив пораката за да најде на дали на негој Facebook профил може да го демантира тоа што го рекол, да исправи грешката. Бидејќи се работи за сериозен процес, за сериозна манипулација. Германија, скоро сите дипломати, ни еден од источно германска дипломатија не е вратен веќе во служба. Од офицерите на источно германската војска, од 16-16 многу мал број е оставен, околу 1000 и нешто се оставени во служба.
од правни факултети сите професори се универзитети се тргнати. Од образованието 60% од професорите се тргнати. Затоа тој удира на источно-германската лустрација, бидејќи да не зборам за новинари, да не зборам за другото што е се отстрането од системот. И затоа јас го сватив пресериозно ова и како се потврдува, бидејќи досега Пендаров не ја демантира ова изјава. Да, во ова вклучување тој кажува дека побрал пусулче од Комисијата за лустрација дали бил соработник или не бил соработник и тете добил уверение дека не бил соработник на службите. И тоа ваквите негови излагања сугерираат на нешто друго. Додиме со последната точка. Сега тука ова ќе биде малку подолг инсерт. Мислам дека ќе треба малку да го сечеме, да се вклучуваме во дискусијата. Меѓутоа, грубо речено, прашањето е дали треба да има лустрација после 1991 година. Меѓутоа имаше иницијатива до Уставниот суд, отпаднаја од процедура верските лидери, носителите на јавна функција на невладини организации, политички партии и новинарите. Новинарите, апсолутно се сеќавам кога новинарите го дигнаа гласот против лустрација на новинари. Во однос на временската рамка имаше ли потреба да се проширува? Ја мислам дека немаше потреба затоа што тоа беше осуда на тој систем. И испитување ние го напаѓавме тој систем. Со продолжување по 91 сами си ги негираме собствените институции дека не се почитуваат човековите права. Значи вакви извештаи у Македонија добива 2 или 3 пати годишно од некои европски тела или од меѓународни институции дека во Македонија не се почитуваат човековите права, дека во Македонија институциите не управуваат, односно не функционираат, не владее правото. Ама тоа е трагедијата кај господинот со Мекола, Чеда, што тој досијата наводно вели ги читал. Па ако читал некој досије после 1991 година, во решенијата за прислушкување, многу јасно се гледа дека е кршен уставот. Правник е Чедо. Не е албатин, па да не знае. Ако ги прочитал што стои во дека се применува законот од ЦФРЈ, член таму 26, кој јасно говори што е тоа, сме го објаснувале, сега повторно да не се враќаме. Правилникот 25 10/90/92 за работа на СДБ и УБК го регулира прислушкувањето со кршење на устав. И сега тој ќе каже дека немало прогон после 91 година. Дека се било во ред. А тоа е и сега овој човек е работел во комисија за лустрација. Еве во оваа книга, значи токму книгата што ја спомнав прегеска, црните страници на удба, лустрација недовршен процес. Том 9, дел 2. Во оваа книга има белешка, значи ова сега зошто ја наведувам оваа книга? Затоа што ова се тука се примери од 60 лустрирани. И се наведени, значи тука имаме решение од комисијата и имаме докази кои што комисијата ги разгледувала, документи кои што комисијата ги разгледувала. Значи, овие документи сите морале да пројдат низ рацете на овие луѓе. Еве каква белешка имаме ние од од 1990
90 година, значи од 1990 година, 27-90 година. Значи се уште е 90-та, не е 91-та, меѓутоа. Значи од РСВР, СРМ, Служба за државна безбедност испостава Битола. Линија на работа МНС, македонски национализам и сепаратизам. Службена белешка, предмет ПО Црни, банкари, Унион и други безбедносно интересни лица по оваа линија. На 17.7. оваа година во просториите на спомен домот на културата Асновно Битола од 19 до 20 часот се одржа основачкото собрание на ВМРО ДПМНЕ за формирање на секција за Битола на кој присуствува толкото колица од Струга Демир Писар натаму. Не треба повеќе, доволно. Да не сега. Има уште еден само пасус има. Да. Карактеристично е дека меѓу присутните поголемиот дел беше составен од поранешни осуденици по линија на МНС и ВМ, нивни роднински и пријателски врски, како и лица кои се под третман на службата во земјата и во странство. Што е прво што веќе во Македонија со закон е дозволено регистрирање на политички партии. Да. Значи дозволено е повеќе партизам. Да. Има белешка од 97 за некое дете од Крива Паланка што едноставно изразува незадоволство и се води 2 години под. Значи кога веќе законски е регулиран повеќе партизам. Да. Дозволено е повеќе партизам. Дозволени се формирање на партии по национална основа. Партии кои во своите програми имаат законски дозволено отцепување од Југославија. Се гонети по линија национализам и сепаратизам. Па што сака Чедо? Што треба да стои? Кој треба да му каже дека се кршени човекови права и дека полицијата неуставно и незаконски прогонувала луѓе? Регуларно регистрирана партија. И тука јасно се вели дека лица тие лица кои што се уште под третман. Значи си продолжува. И сега значи тие одат во основачкото собрание на ВМРО ДПМНЕ и продолжуваат понатаму тие луѓе и се да ги гонат. Само се менува името на линијата на работа од македонски национализам и сепаратизам се преименува во македонски екстремизам и врховизам. Да, тоа е разликата. Со тој правилник што го споменав пред малку 10/92. Така да Чедо, јас сум убеден дека во некоја држава кај што владее право и закон, за ова ќе испие кривична пријава. Да. За обструкциите кои ги правил во комисијата и за лажните сега сведочења со кои прави една општа забуна и Бога ми само за ова излагање во емисијава треба само за ова излагање во емисија. Јас имам неколку правени емисии за него, исечени инсерти од соочувања со негови соистомисленици кога беше во ЕК да се забрани илустрацијата. Има и луѓе од Хелшки комитет со него кои дискутираат и кои сите се на оваа линија. Значи, одиме понатака. Ами велиме дека откога сме самостојани, нашите институции не се кадарни и не ги почитуваат човековите права и ајде да сега да ги нив ловиме и бркаме. Кој досие после 91-а што е вака, еве господинот Томе спомна нешто. Имаше повеќе, јас не знам. Не, кажу барем едно. Има повеќе досија. Нели Темел го спомења за кој политички. И тој. Темел за што беше проблемот со Темел? Кого прателе? Па го прател Илија Димовски 16 годиш. Добро, и врхушката на партијата така беше? И многу членови на политичката партија. Да, а што правела таа? Овие две емисии мислам дека баш овие 3-4 минути му се најслаби на Аџиев во однос на парирањето. Да. Веќе токму ова прашање
не го разработува најпрецизно? Па со село тешко можеш да разговараш. Да, тој е кумановец, а во Куманово таков човек се вика покварењак. Тоа е она со Манипулант. Чокрески кој бил министер. Да, сега. Сите оние зборат за тој темел, мислам, тие што го напаѓаат тоа досие, јас сакам конкретно зборам за конкретни предмети. Општо флоскули избегавам. Само никој до крај не кажува све. Точно е, биле следени опозиционата партија, врхушката на опозиционата партија. Љупчо Георгиевски, Доста Димовска, сите Флоровски, баш вчера ги спомна, гледав не на телевизија, она све. Точно е, биле следени. Имало индици дека нешто спремаат. Само они застануваат од тука дека биле следени. А што е со следењето откриено и што е најдено, никој од нив не кажува. Еве господинот Томе го читал тоа досие, нека каже на крај во тоа темел што е откриено, што е најдено, што е фатено. Овие инсинуации се константа на Богоевски, на Фрчковски, на сите овие кога ќе ги прашаат во однос на прогонот од 91 на натаму. Нека кажат тие што кажа овој тука. Направи инсинуација. Да. Камиони во Гостиварско село, нека каже Томе. Кажи ти. Сега, уште нешто. Ако откриено се, како тој што вели, каде е вината? Па затоа викам, нека кажат што е. Не, каде е вината? Во тие што ги сокриле, ако навистина работела врхушката, оружје најдено во Гостивар, зашто не ги споапсила Љупчо, Доста, сите тие кои учествувале во тоа. Да. Зашто не покренала кривична пријава, судски процес. Па за тоа викам, нека кажат што е. Сега тие викат, ама тие за тие два камиони таму. Што имало во тие два камиони? Ако имало нешто проблематично, институциите требале да реагираат. А ако ги оставиле, ако ги пуштиле да си одат, тогаш тие одговорни треба да одговараат. И Чедо треба да бара одговорноста од Чокревски. Тогаш бил Чокревски министер, така речен. Да. Значи од Чокревски и таа гарнитура која била со Чокревски. Да. Зошто тој вината не ја бара таму? Да. Така е, тоа е најлогичното. Вината треба да бараш по тој што не изврши задачата. Меѓутоа тука многу важно е нашата публика, сакам да го забележи ова, затоа што 15 секунди пред тоа тој вика јас не зборувам во генерали, јас зборувам конкретно, не флоскули ова она. И кој е неговиот одговор? Некој недефиниран нешто демек му кажува нешто на Аџиев да му запрети, да му се закани, ама има таму вие немојте да имаме ние уште во црниот тефтер, имаме за вас информација. Една сега ми дојде на ум од мојата кривична пријава која почна делот истражниот судија Туфекџиќ почнува истрага. Почнува да ги кани на разговор на сослушување обвинетите и меѓу првите Јовановски Кузман. Оперативниот работник кој што е го води еден од кој што го води моето досие. И бидејќи таму после ми пренесоа порака пак на тројца луѓе, Туфекџиќ им кажал за да ме исплаши да не инсистирам да се продолжи предметот. Наводно Кузман му кажал дека ние за него имаме многу работи. Ама ете не го истеравме до крај. Во тој момент кога му рекол тоа на Туфекџиќ требало веднаш да одреди притвор за Кузман. Бидејќи оставил на слобода човек кој е следен за рушење насилно рушење на уставниот поредок. И сега кога прават тие будали удбате апси за те следи за еден збор кажан, а ќе те остави ако имала докази во раце, цврсти докази, да продолжиш да го работиш зашто те гони. Да.
Сега, има и повторно, еве, конкретно, во слабиот одговор на Аджиев. Досието Темел не е единствена операција против партијата ВМРО ДПМН. Че имаме во твоето досие, првен ти си воден, твоето досие се отвара поради твојата близкост со партијата ВМРО ДПМН. Ти не си дел од врхушката на ВМРО ДПМН. Во твоето досие, кога се отвара твоето досие, се вика дека се движиш во круг на слични такви и се наведуваат луѓе. Значи и тие луѓе биле набљудувани и обработувани на друго. Имаме Деструктивец и Валенса, Блажо Стојановски и Левтеров. Имаме досие прегас, како спомнав, на некој си дете 20 годишно открива паланка. Ама има... Сега да не му го споменувам името, едноставно изразил некакво си незадоволство со ситуацијата во 97 година. И тој бил некаков припадник на ВМРО или симпатизер на ВМРО ДПМН. Значи, и повторно, не е само Темел, не било само операција, Илија Димовски сега влезе во штабот, па сега излезе, па нарача кафе, па отидоа на печење. Не, има тука Темел. Штом се збирани информации. Темел и Дуло се операции насочени за компартијата. Така. Тоа е тука е големата работа. Значи не било само пасивно собирање на информации кој дошол кога си отишол. Тие информации се прибирани за некаква цел. Кој имаме раскол. За тоа нема ништо, во ниедно досие не сретнавме ништо. И сега, јас бидејќи покрај моето досие знам некои работи. Моето досие кој нема во архивот. Сигурно дека и досието врзано за раскол го нема. Да. Тие се тргнати настрана. Бидејќи во моето досие е исто акција на службата за да докаже дека ВМРО ДПМН се финансира од Бугарија. Да. Тоа е исто еден многу сериозен атак врз партијата. Значи, со расколот се прави раздров партијата пред самите избори, да се растури партијата, да се рекомпонира врхушката на партијата, да се внесат собствени луѓе кои се блиски на службата, влегуваат во врвот на ВМРО ДПМН. Со бугарската амбасада се прави обид да се докаже дека ВМРО ДПМН се финансира од Бугарија. Што имаше уште таму, имаше уште некои случувања, сега не ми текнува веќе. И потоа, кога заврши изборите 2008 година, обидот да се сруши Љупчо со купување на патеници. Се тоа е и век следоќе зборува немало кршење човекови права. Ова што е? Да атакуваш на партија. Ајде да иако кршење човекови права е на поединци, ама преку партијата се кршат човековите права на поединци. Бидејќи целата групација, сите луѓе кои членували и симпатизери на ВМРО, добиваат етикета на пробугарски. Да, им се одзима правото на изразување на својата совест, на здружување, на изразување на еден куп работи, а преку партијата едноставно се гонените колективно. Да. А прекршувани им се индивидуални права. Ама затоа има и еден куп досија, кој знае колку 10.000 досија има на поединци, поединечни досија, на симпатизери и членови на ВМРО. Ама еве, ако има досија на некој дете открива паланка, кој што е активист, месен активист, кој што нема никаква моќ, кој што
ако нему му се отвара досие за тоа што изразил незадоволство од фалсификатот на изборите од 94-та и од тоа што се спремаше собирање за предвремени потписи, избори. И сега тој изразува незадоволство од таквите исходи, значи тоа му доаѓа МТТ па им не ти дава да плачеш. Па- Сега, ако на тоа дете му се води досие, тоа не една белешка, година и кусур му се води досието, му се одредува специјална оперативна врска која што нон-стоп го провоцира, постојано му се укажува на врската да го провоцира да избувне, да каже нешто инкриминирачко. Ако на такви лица им се води на досие, тога што да збориме за оние кои што биле повозрастни, посериозни, кои што имале поголемо влијание. Влијание. Тука е големиот проблем што ВМРО ДПМН беше на власт 14 години во двата. Никогаш не се осмели никој да га каже вистинската бројка на прогонуваните од официјалната бројка колку се прогонувани после 91 година. Колку досија се отворени. Уште е малку да го дослушаме Да. ова и ќе се навратиме токму на тоа, со тоа би ја заокружиле емисијава. Е најдено. Илија Димовски бил 17 години, тогаш Абе нема ти закорачува во 17. политиката. Што е најдено, што е откриено? Ништо не е најдено, само Ништо? му биле политички противници на тогашната гарнитура, ги следеле бидејќи се формирала тогаш партијата, имала амбиции да влезе во политичкиот живот, Кога се формулира партијата? се формирала 91 ама А кога е, како тогаш се формирала, кога е темел досието? до 98 е следено. Аха, Значи добро. од 91 до 98 е темелен. И стваран. во темел што пишува, што нашле службите? Ништо Што не нашле, правело? само ги Ништо? следеле луѓето. Дошол, влегол, премиер, председателот на парламентот, Љубиша Ѓоргиевски беше следен. Беше Љупчо Ѓоргиевски покасно премиер. Доста Димовска беше покасно министерка. Сад не можам да се сетам на сите личности, ево Илија Димовски го кажавме. Да, Зоран Петровски, да. поранешен пратеник. Има уште плејада на луѓе што во подоцнежниот живот влегоа во политиката и беа креатори на политиката во Македонија. Добро, во Тие тоа биле досие следени. Измислуваја одредени флоскули што ги кажува господинот за да Ништо отворат уште не досие. сум кажал, уште не Ништо сум кажал, друго а ти немаше да се кажи. најде. Ништо не може. Туку хотелот карши седиштето на Мислам дека понатаму нема друго. Значи сега битно беше ова. Мислам дека и овој Дамјановски, не знам дали веќе тука се овие инсерти што ги пуштев, меѓутоа во текот на емисијата тој ќе му го постави прашањето на Џиев, па добро ете зошто Љупчо Ѓоргиевски и Доста Димовска не направија некаква лустрација или нешто посериозно, или зошто не направија некакви судски процеси. Сега, Аџиев рече, ова го немаме, Аџиев рече дека Љупчо Ѓоргиевски, Доста Димовска и еден куп други од врвот на партијата ВМРО ДПМН биле под третман. Да. Сега, во изминативе десетина епизоди покажавме што значи тоа ако некој е под третман, кога ќе се стави на менгеме и кои се двете опции од после расчистувањето. Така е. Значи едната опција е да умреш или да исчезнеш, да избегаш од државата и да останеш претходна обработка, или другата опција е да почнеш да соработуваш со службата. Тоа е, затоа нема никој, нема јас тоа го говорам непрекинато, дека нема шанси ни ова сега ВМРО ДПМН со Мицковски да чепне во лустрацијата. Веќе гарнитурата која е влезена со студентските протести после тоа во врвот на партијата, сега се тие на сите раководни функции. Студентските протести беа моментот што го изуми Прегеска, кога зборуваше за студентските протести, за кооптирањето. За кооптирањето. Тоа е се во тоа време врвниот разузнавач од Србија Јаначковиќ е амбасадор во Македонија. Генерал Вулф е во Македонија. Да. Затоа што тој е за надворешна. Ама види, кај Јаначковиќ е друго. Јаначковиќ работи во функција на Србија.
Ама Не во функција на- друго ми е поента. За Јанашковиќ има една дополна. Тој го работи во СИД, во надворешната. Да. Но, се потоа го враќаат од СИД, веќе го следил СИД, се поставил кадри, тоа е за надворешни работи, на Југославија, се враќа во државна безбедност во Србија. Значи, тој го испекол за наетот и за надвор, и за внатре. Да. Тоа е, кај Јанашковиќ е поголем од Волф. Да. Бидејќи. Да. И тој, со негово доваѓање, почнуваат сите операции против ама. Раскол, студентски протести, бугарска амбасада. Што ги знаеме сега, другите што не ги знаеме. Не знам. Да, и сигурно дека има. Имаме повеќе. Да. Значи, тоа е тоа. Значи, клучно е тука двете работи да ги заклучиме. Лустрацијата во Германија е целисходна и најдобриот пример за лустрација и затоа сега бидејќи не можеа, еве, на колку начини се обидуваат да прекријат дека таму имало лустрација едно друго, на крај сега се обидуваат на овој начин, преку лагата што ја пласира Пендаров, да укажат дека ете лустрацијата и во Германија, иако била толку јака, ете и во Германија не се гонети овие налогодавачи. Да, така е. И извршителите во службата. Така е. Океј, значи, според тоа, не можеме да ги гониме налогодавачите, кодошите не можеме да одредиме кои се, пошто не подпишале изјава и нема кој да се лустрира. И второ ова, дали лустрација после 91 година треба или не треба? Мислам дека споменува во Чедо дека Венецијанска комисија наводно дала мислење во емисијата дека не треба лустрација. Јас тоа ми е доказ дека показател дека тој нити го прочитал извештајот на Венецијанска комисија, нити го видел. Тој носи заклучок врз база на новинарските соросоидни медиуми од тоа време кои исклучиво говореа дека Венецијанска комисија стриктно донела, така да ќе ставиме линк на емисијава да го прочитате извештајот на Венецијанска комисија и да видите што, иако Венецијанска комисија не располагала со сите докази од Македонија за да донесе правилно мислење. Извештајот на Венецијанската комисија во подробно го дискутиравме во едно од емисиите емисиите. околу Силјана Даховска. Да. Така што, значи, од пред една година емисиите, може ќе ја побарам и ќе ја ставам во линкот. Да ве поздравиме. Нема Да, проблем. мислам дека горе-долу со лустрацијата за сега би можеле да завршиме. Како што јас веќе најавив, ние работиме сега на книга околу лустрацијата, книга која што ќе парира на овие на книгите на соросоидите, како што е на пример ова човековите права во процесот на лустрација, на пример. Ќе направиме една книга која што ќе им парира, која што ќе им контрира, која што ќе изнесеме докази. Која што нема да зборуваме на памет, во која што нема да продаваме некакви си 16 филозофии, туку ќе зборуваме за она што се случувало и за она што е реална, некакви си реални човечки односи, меѓусебни односи. И за секи имате документи. Да. Во седмиците што одат, мислам дека ќе можеме малку да се вратиме на дневните случувања во Македонија, бидејќи еве доаѓаат избори, ти напиша некој предлог таму за обединување на македонската опозиција, па би сакале тие работи да ги продискутираме. И сега, како што рековме, ќе треба во идниве неколку недели да направиме промоција на книгата Македонија и незините народности и нивната иднина. До тогаш ќе ви се заблагодариме за вниманието и се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба да ја откриеме, осознаеме и распространиме вистината, бидејќи вистината е само она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.